Почитувани граѓани на Кавадарци, Росоман и Неготино. Во контекст на актуелните политички избиднувања во Собранието на Република Македонија, како пратеник сакам до граѓаните земјоделци да се обратам со информирање во врска со најзначајните прашања кои што се од витален интерес за земјоделците лозари, а тоа е исплатата на долговите по основ на предадено винско гроздје и исплатата на неисплатените субвенции. Јас како пратеник, заедно со раководството на општината, имаме редовно следење на изнаоѓањето на решение на проблемот со исплата на гроздито од Поврдарие и оценив потреба да ги известам земјоделците лозари дека утре 4 мај има рочиште за стечај на Поврдарие. Согласно тоа како ќе се стечајниот суд одлучи по оваа стечајна постапка на Поврдарие, сакам да известам сите земјоделци граѓани дека нашето следење, нашата заинтересираност и нашето застапување се во насока да се гарантира исплатата на неисплатениот долг на лозарите, и тоа втората поголем дел на рата и третата рата согласно Законот за вино, каде што рокот до 30 април веќе истече. Ве уверувам, а тоа ќе ми биде и преокупација во моето натамошно застапување во парламентот, бидејќи се работе за нереализирање на закон, кој што следење за спроведување е една и од задачите и одговорноста на пратеникот, дека најдоследно ќе се залагам по однос на делот на статусот по одлуката на стечајниот судија за стечај на Поврдарие, да гаранциите по однос на долговите за граѓаните земјоделци и лозари бидат исполнети во стечајната постапка со гаранции од државата, што значи дека во текот на стечајот, ако се отвори, или во завршувањето на стечајот, и во секој случај со гаранција на државата да овие долгови во релативен најбрз рок бидат исплатени. Морам да ви кажам дека стечајната маса го гарантира ова што ја го зборам, бидејќи залихите на вино кои што се во стечајната маса дават основа за да има обезбеденост на исплатата на долговите на лозарите. Ова што го зборам е во паралелност во процедура и изготвен закон за измена на Законот за вино, и верувам дека сите пратеници, вклучително и јас, и пратениците од Кавадарци и Неготино, ќе се залагаме да во таа измена баш стои дека на состојба на услови кога не се исплаќа на време до 4 месец предаденото откупено винско гроздје, државата го презима побарувањето од лозарите и со тоа дава гаранција за да лозарите бидат обезбедени во исплата на нивниот дел на обврски. Тоа е нешто што до сега цело време го застапуваме и верувам дека во понатамошното функционирање на парламентот и со наше застапување дека оваа гаранција од државата за исплата на гроздито ќе биде и законски обезбедена, што ќе биде многу битно и перспективно многу значајно за лозарите, земјоделци од нашите општини. Што значи и во состојба на стечајна постапка и во состојба на законска уреденост
наше застапување беше и во иднина ќе биде да се гарантира исплата на долговите за неисплатените обврски на винариите, конкретно на Повардарие, на Стефани винаријата, Петра популарно и на другите, како стари долгови што ги има, да бидат исплатени за обештетување на земјоделците лозари. По однос на застапувањето наше за субвенциите, познати се причините од законската пречка во изборниот законник и со тоа регулираноста на таа санкција и во кривичниот законник, се прават напори и изнаоѓаат решенија за до законскиот рок, до крајот на 6 месец, да овие субвенции, како една правичност, бидејќи дел на субвенциите се исплатени, да се исправе и во што побрз рок да и овие неисплатени субвенции се реализират. Моите информации се дека средства за тоа се обезбедени, обврските кога доверител е држава има обезбедување, бидејќи државата гарантира, и со сета правичност на тоа што се ненавремено исплатени на еден добар дел на лозарите, а на други исплатени, со основаноста на реагирањето на земјоделците, бидејќи трошковите за земјоделските операции веќе се во многу во тек, наша преокупација ќе биде во што побрз рок и овој дел на обврски за субвенциите да бидат исплатени на сите земјоделци.